Господин Ружин, доколку дојде до некаков договор помеѓу Скопје и Атина, дали Русија има право да го блокира тој договор во Обединетите нации и со тоа да ги блокира евроатлантските интеграции на Република Македонија? Мислам дека Русија не би се впуштила во таква игра, бидејќи договорот е мощне битен и за самиот Балкан и за двете држави, така што би било навистина голем скандал кога во рамките на Советот за безбедност би се случило такво нешто. Сепак големите сили имаат одредени нивоа каде што не може да паднат под тие нивоа. Значи нема нити судир, нема ниту нека психолошка војна, ниту некои интереси посебни. Едноставно, на големите сили им е битно сепак на извесен начин да останат добар впечаток, бидејќи ако, например, еве да речеме, оваа влада не е многу популарна во Москва, сепак постои и опозиција, постои луѓе кои што ја почитуваат Русија и нормално тие не сакаат да се стават во ситуација за и натаму влијаат негативно врз Македонија. Соседна Грција не протера руски дипломат од својата држава. Дали ова значи дека нашите южни соседи кокетираат на некој начин со Русија и дали оваа велесила ќе се обиде преку Грција да го блокира евроинтеграцијскиот процес на Република Македонија? Грција може би најмногу од сите овие држави членки на Европската унија настојува да се наметне како посебна сила, како независна сила, како држава која што води сопствена политика и при тоа секако Грција има традиционални добри односи со Русија, меѓутоа има и добри економски односи. Секако дека оваа влада на Ципрас, која што е позната како левичарска и така натаму, сепак настојува во еден значаен, би рекол, историски момент и за односите Исток-Запад, но и за односите на Грција со Русија да одржи еден поволен ниво на односи, односно Грција знаеме дека има значајни економски врски со Русија, таа извезува и увезува, нејзиниот туризам е битен и претпоставувам дека во таа насока Грција не сакаше да се солидаризира со Велика Британија, Соединетите Американски држави и останатите членки на Европската унија, тука да покаже, еве, ние имаме собствена политика, сметаме дека не сме на тој начин да се затегнуваат односите со Русија. Секако, дали, вториот дел од прашањето, дали Русија може да влијае на Грција и така натаму, видите, големите сили секогаш имаат одреден маневарски простор да влијаат врз помали држави, особено ако се работи за така наречени држави од оној Римланд, геополитички да се изразам, односно држави кои што се стратешки многу битни. Грција има друг проблем. Грција има проблем со Турција. Она што најмногу, според моје мислење, ги плаши грците, тоа е пријателството меѓу Турција и Русија. Грција има директна граница со Русија. Знаеме дека Кипар е поделен. Знаеме дека Турција има еден председател кој што е така доста амбициозен и развива една политика на неоотоманизам, односно враќање на Турција повеќе на економски и културен план во поранешните делови на Отоманската империја. И во таа насока Грција на извесен начин е мощно предпазлива кон однесувањето на Истанбул и Москва, но од друга страна настојува да се дистанцира, настојува да влијае врз
опуштање на геополитичкото опуштање на просторот и сакали или не, Грција сака да има исто така еден добар сосед од северот, како што е Република Македонија, кој што е член на НАТО и на Европската Унија. И затоа името во овој миг, прашањето името еволуира во геополитичко прашање. Значи, тоа не е само веќе прашање на регионот и на Македонија, туку е прашање со пошироки влогови, каде што има одредена ривалитет меѓу Истокот и Западот, а тука најмногу е заинтересирана Грција. Македонија, за разлика од Грција, протера руски амбасадор. Дали ова може да значи дека Европската Унија и НАТО би застанале на македонската страна во однос на спорот со името? Македонија ја проследи политиката која што доаѓа од Брисел и од Вашингтон и тука немаме многу можности да истражуваме, бидејќи тоа е една одлука која што го подели јавното мислење во државата. Секако дека во тој контекст има во целата, само на неповолна ситуација, има една поволна, тоа е што Македонија не е осамена во тоа протерување. Значи, освен Грција и Србија, практично сите држави протераа по еден, некаде и повеќе руски дипломати, иако јас искрено да ви кажам не сум воопшто за таа политика на протерување како принцип во меѓународните односи, бидејќи одма ви асоцира на студената војна. Секако дека Македонија треба да има добри односи со Русија, бидејќи Русија е голем играч, економски играч, геоекономски, геоенергетски играч, кој што ги смени формите на влијање, не е повеќе таа Русија која што сака со политички средства и со hard power методи да заплашува, туку повеќе со едни млаки методи на економски, можеби, план, иако некаде, доколку економските методи се многу силни, може да прераснат и во hard power методи, но како и да е, се надевам и очекувам дека Русија нема да возврати со некое двојно, мислам, манифестирање на силата против една мала држава како што е Македонија, бидејќи сметам дека за една голема сила, како што е Русија, дури и изјавата на рускиот амбасадор беше малку претерана, во смисла, сега ќе бидете таргет, меѓутоа тоа го рече во случај на војна, во случај на напад на НАТО врз Русија. Прво сметам дека таков напад не би можел нити теориски да се случи, бидејќи тоа би било крај на нашата планета. Второ, да речеме да се војува и со класични оружја. Македонија е заштитена затоа што ние имаме партнерство со Соединените Американски држави, но Македонија е исто така значаен дел од целото тоа евроатлантско семејство. Македонија е квор нација, значи, иако Македонија не учествуваше во интервенцијата, во воздушната интервенција врз цели во Србија, сепак ние дававме одредена логистичка поддршка, што, например, дозволивме низ нашето небо да поминат авионите на НАТО, дозволивме сувоземно да поминат мировните сили од Солунското пристаниште преку Куманово до Косово. И на известен начин Македонија е мала држава. Може би се случила некоја економска казна, но дури во тоа се сомневам, затоа што увозот на Македонија од Русија е многу
финансиски поголем отколку на извозот на Македонија кон Русија. Како и да е, и двете страни би изгубили, иако кај нас се работи за увоз на енергенси кои што за нас и прилики се огромни пари, за руските прилики мали пари, но нашиот извоз, например, од алкалоид, па земјоделски производи, така натаму, би претрпел штети. Така што сепак очекувам да надвладе оној дух на добри односи меѓу македонските и руските стопанственици. Тоа руската култура е доста исто присутна овдека и мислам дека Русија тоа нема да си дозволи да го направи, бидејќи како голема сила вие исто така имате и одредена одговорност и желба да некои односи се развиваат. Ке се решили конечно спорот со името и според вас кое би било најприфатливо решение за двете страни? Значи, спорот со името е еден спор кој што е долготраен, кој што трае веќе со од практично од независноста, иако се актуализира некоја година подоцна. Тоа е еден типично, би рекол, спор на иконографии, на символи, на содржина со која што живееле народите со векови. И ние прв пат се соочивме, бар мојата генерација која што беше во оној бран на стекнување на независноста, се соочивме со тоа сознање дека постои еден таков дипломатски проблем кој што се искачи. За жал не постоеше ниту разбирање, ниту сила да истиот биде решен таму некаде 92-93 и почна постепено се решава најнапред со уставните промени, па потоа со промените околу знамето и така натаму, но дегенерираше 2008 дури до такви димензии што после почнели судските процеси пред трибуналот во Хаг. Денеска мислам дека прв пат од историјата, на појавата на овој проблем, имаме двајца лидери кои што имаат желба да го решат. Дури и по цена да загубат од својата политичка популарност меѓу гласачите. И тоа го тврдам отворено и одговорно, затоа што знам дека тоа го има кажано и Алексис Ципрас и Зоран Заев. Значи, одат на решавање на спорот. Прво, значи, создадена атмосфера меѓу двата соседи. Второ, една прва фаза беше кога беше потреба од подобрување на довербата. Ние направивме неколку потези, Димитров отиде во Атина, па дојдоа до разни размени на повеќе нивоа, па беа избрани работни групи. Се откажавме од аеродромот, се откажавме од некои делови таму кои што се однесуваат на некоја агресивна политика во смисла на да присвојуваме се што е од античка Грција, иако ние како словени сме стигнати 7-8 векови по Александар Македонски, но некој сакал да бидеме и секој мал народ нормално сака да представува и да биде символизиран со некој јак лидер. Но независно да ги оставиме тие работи на историјата и на науката, улогата на политичарот, па и на интелектуалецот е да бара излез. Знам дека многу интелектуалци, па и политичари,
шират тези, се продава идентитетот и така натаму, но не нудат решење. Решењето е да се остане на ова ниво. Значи, еден ангажиран интелектуалец. Бидејќи јас сите овие што се појавуваат на телевизија и кои што го бранат дека е, не знам, продавање, не знам, на ова, на она, дека гросо модо се согласувам. Но треба се најди решење. Прво, решењето е следново. Не се оди и не се пипа во идентитетските прашања. Кои се идентитетските прашања? Тоа е јазикот, тоа е чувството. Тоа е вие што сте. Никој не може да ви го смени идентитетот прво од надвор. Значи, не може да ме натера да зборувам друг јазик. Македонскиот јазик си влезе исто како македонски, кодот МКД си останува, може да добиеме како компромис да имаме ново име, Северна, Горна, мене ми се свиѓа Република Македонија, Скопје. Но верувате дека кога ќе се реши тоа прашање, после 5-10 години, никој нема да збора за Нова, Горна, Долна и така натаму. Ние се останува Македонија, бидејќи нема друга. Сметате дека ќе отпадне додавката? Па ќе отпадне сама по себе. Новомакедонци, кој ќе ве вика, како и денеска Фиром, што не викаат. Фиром некој сте чуле да не вика, никој не вика. А Фиром е дури по-лошо име за меѓународна употреба. Освен тоа, ќе се најде решење, прво што се отвара просторот за отпушување преговорите со Европската унија, под предпоставка да добиеме повелен извештај, убеден сум дека ќе добиеме, и ќе се отвори можноста за членка во НАТО. Како членка во НАТО, еве веќе нема да поставате прашање дали Русија може да нападне или не, затоа што постојано еден од оние извидувачки авиони на НАТО ќе ги наблюдува границите на Македонија, ќе имаме директен територијално поврзување со други членки на НАТО, Бугарија, Грција, Албанија. Го зголемуваме капацитетот и на производството, затоа што некои фирми странски инвестираат исклучиво во технологии кои на држави и на НАТО. Европската унија ќе ни отвори простор за пристап ко големи фондови. Сега, во што е проблемот околу името? Името, мислам дека е завршена приказната со името, тоа е утврдено. Според мене, сега се бараат разни технички проблеми, дали како ергаумнес, на кој начин да се направи и пред се да се подпише билатералниот договор и она што инсистираат грците, тоа да влезе во уставот. За да се промени уставот, потребно е двотретинско мнозинство, кое што ВМРО нема да го прифати, бидејќи секој љубоморен на еден друг, затоа секојаш ќе викаат од патриотски причини, меѓутоа всушност се работи повеќе од интерес. Никој не сака да другата партија која што на власт да подпише нешто, бидејќи таа ќе се фали со НАТО и се ЕУ дека ги вовела. Исто како што и грците, и во Грција. Во Грција, например, исто така, опозицијата не го поддржува Ципрас, затоа што сака таа да биде која ќе го подпише договорот, бидејќи и двете страни добиваат нешто. Ние добиваме НАТО и ЕУ, добиваме практично се ослободуваме со еден имброглио кој што ни го загорчува животот, не ни дозволува да одиме понатаму во ЕУ, не им дозволува на младите да имаат пристап кон се, на работната сила, на ова, а на грците пак и они добиваат и тие имаат 137 држави кои што не викаат како Македонија, кои што сега ќе може да не викат поинаку. И на тој начин грчкиот проблем за некој редентизам ќе спласнат сите ситуации, нашиот животен стандард сигурно ќе се зголеми и ова приказна ќе остане во историјата, но секојаш ќе имате луѓе кои ќе кажат тоа е голема грешка, продававте Македонија. Меѓутоа тоа е добро да има. Тоа е всушност како да кажам карактеристиката на дипломатијата, на демократијата, пардон.
Ако нема тоа, значи нема демократија. Ако нема некој кој што каже стоп, јас не сакам Македонија да влезе во НАТО, тоа значи нема демократија. Секојаш ќе има оние што се против и тоа е добро за демократија. НАТО, евроатлантизмот дозволува слобода на мислење. Не мора вие да сте сите и не е добро сите да сме како граѓани, сите сме пронатовски ориентирани. Треба да има и некој кој што ќе се против, треба да има и оние што ќе се бунат на улиците и против промената на името. Се е тоа дел од оној демократски музеј каде што едни викаат да, други не, меѓутоа добро е мнозинството да се порационални и ако гледате за доброто на вашата држава, треба да сте пред се во функција на изнаоѓање на решенја кои што ќе бидат полезни и за идните генерации. Ќе успее ли премиерот Зоран Заев да ги надмине сите овие проблеми и да го исполни ветувањето Македонија да влезе во НАТО во јули оваа година? Прво, за да не знам дали ќе се исполнат сите или ќе се пресогнат сите пречки со Атина. Ја мислам дека тој сака да го исполни тоа ветување, дури и во еден личен контакт рече, па дури и да не бидам премиер, само да се исполни тоа, да се реши проблемот. Сега, дали ќе се исполнат тие работи? Според мене постојат три сценарија. Едно е оптимистичко. Се исполнува, се оди јуни и така натаму, добиваме членство, грците се согласуваат. Второто сценарио е полуоптимистичко, односно до крајот на годината се тегне оваа проблематика, бидејќи, не знам, од секоја страна има некој кој што се буни, му откажуваат, например, на Ципрас неговите коалициони партнери и така натаму, или бараат премногу, што е ирационално, ние не можеме да ги задоволиме сите барања. И трето едно, како да ви кажам, полупесимистичко, а тоа е да не се реши случајот. Сега да се реши суидната влада во Грција со Мицотакис. Меѓутоа за тоа ќе се чека можеби уште 2 години. Значи, за членство во НАТО не ни треба на нас самит, бидејќи според завршното комунике од Букурештскиот самит од 2008, доволно е да се договорат Атина и Скопје, значи Македонија и Грција, околу името, заедничко прифатливото име, и после истите, кога ќе се договорат, да го испратат до Брисел, а во Брисел на состанок на Северноатлантскиот совет, тоа е значи оној совет од 30-29 амбасадори и 20 околу се нели членки, тој самиот совет на ниво на амбасадори може да реши дека Македонија влегла во НАТО. Самитот е повеќе една церемонија. Меѓутоа, ако се промаши самитот, може советот да го одржи тоа и одлуката да падне. Така што се зависи од интензитетот, од успехот, од временските можности, дистанци, кога тоа ќе се реши, а тоа не ни бега кога еднаш ќе се реши.